Повторно сме во студиото на Македонија денес по музикотерапијата и музиката со која што се дружевме во текот на првиот дел. Продолжуваме понатаму со уште една навистина значајна тема, а мене ми е драго што во нашето студио имаме повторно гостина од првата приватна општа болница Ремедика, со кој што имаме навистина убава соработка. Тие се пријатели на нашата емисија, секако се пријатели и на нашето здравје. Со нивниот стручен тим секогаш расположени да ги дадат соодветните совети и препораки секако за зачувувањето на нашето здравје и добрата здравствена состојба. Секогаш е чест и задоволство, како што кажав, да разговараме со нив, а ова утро за прв пат во нашето студио имаме доктор Александра Ѓорѓевиќ, специјалист педијатар. Добро утро и добре дојдовте. Добар ден, добро утро на сите гледачи на телевизија 24 часа вести. Задоволство ми е што денеска ќе бидам гостин во вашето студио. И нас ни е драго што имаме можност да разговараме со вас. Педијатрите се значајниот и битен сегмент во растот и развојот на децата, секако и многу важен дел од вашата болница Ремедика, каде што со вашата работа и вашата улога помагате многу секако во советувањето, препораките на родителите, но и во зачувувањето на здравјето на нашите најмили. Ова утро со вас одлучивме да разговараме за витаминот К, кој што е навистина значаен за нашиот организам, за нашето здравје. Витаминот К кој што спаѓа во групата на растворливи масти, познат уште и како коагулацијски или антихеморагичен витамин. Има навистина многу значајна улога во нашиот организам, а вие секако ќе ни кажете нешто повеќе околу неговото значење. Така, како што рековте, витамин К уште е познат како антихеморагичен витамин или витамин за коагулација, но неговата улога е повеќе кратна во човековиот организам, поготово во новороденичката возраст. И под витамин К се подразбира витамин, всушност тоа е термин кој се употребува за поголема група соединенија, хинони, кои тука спаѓа филокинон, витамин К1, кој има потекло од растенија, растително потекло, менакинон, витамин К2, кој се наоѓа во некои кој се продуцира од бактериска флора во црева и се наоѓа исто така и во некои прехранбени продукти, и витамин К3 синтетски добиен витамин. Инаку тој уште според начинот на растворливост и апсорбцијата спаѓа во групата, како што рековте, на липосолубилни витамини. Значи за негово растварање и апсорбција во црева неопходно е присуство на масти, жолчни соли, киселини, панкреасни ензими за да биде искористен понатака. Случајно е откриен од дански биохемичар Хенри 1929 година како антихеморагичен фактор во исхраната. За тоа добил Нобелова награда за медицина 1943 година. Значи, релативно доцна откриен витамин. Така, негова улога во човековиот организам е покрај тоа што спречува крварење. Исто така има улога и во метаболизмот на коските, при зголемува минерализација, заедно со уште други соединенија, како антагонист на варфарин, антикоагуланс, во понатаму како оксиданс во други метаболни процеси и друго. Најзначајно во оваа возраст е што учествува во неонаталната возраст и во доенечката возраст, секако што учествува во спречување на крварење преку учество во метаболизам. Заедно со калциумот учествува во активација на фактори на коагулација кои после својата синтеза се функционално неактивни. Преку процесите, метаболните процеси се активираат фактори на коагулација, пред се фактор протромбин, фактор 7, 9, 10, протеин С, С, З, така да на тој начин спречува појава на крварење и искрварување во нашиот организам. Да кажеме дека витамин К1, рековме дека се разликуваат по потекло. Витамин К1 или филокинон потекнува од се наоѓа во растенијата, пред се во зелени лиснати растенија, како што се спанаќ, коприва, понатаму се наоѓа во патлиџан, во тиква, во јагоди. И со термичка обработка на овие продукти доаѓа до намалување на негова концентрација. Витамин К2 се синтетизира од страна на бактерии во цревната флора. Исто така се наоѓа и во продукти од соја, се наоѓа во некои видови сирења, во жолчка од јајце, се наоѓа во црн дроб од телешки и пилешки црн дроб.
Во однос на негова концентрација во мајчино млеко, да кажеме дека се наоѓа во трагови, така да во 1 литар мајчино млеко се наоѓа околу 4 милиграми, доста незначително, за разлика од негово присуство во млечни формули, каде што на литар има околу 50 милиграми. Во однос на дневните потреби на витамин К во доенечка возраст, новороденечка возраст, значи потребни се околу 2-2,5 милиграми на килограм дневно. Во предшколската возраст потребно е околу 30 милиграми дневно. За адолесцентите нешто повеќе 90 милиграми, кај жените 90 до 120, кај мажите 120 до 150 милиграми дневно. Така да таа количина варира во зависност од возраста. Како да ја успеваме оваа доза да ја вметнеме во нашиот организам, затоа што рековте, можеби не така доволно ги има во термички оработените растителни продукти? Вака сега, во врска со денешнава тема, да кажеме дека значено е да за секоја возраст се различна количина која ни е потребна и секоја возраст може различно да го надокнади. Секако дека едно новороденче кое е на исхрана со мајчино млеко, исклучиво со мајчино млеко, не може да го надокнади на друг начин, отколку така да кај нив надокнада на витамин К е со спроведување на превенција која се започнува уште во породилиште. Понатаму за надокнадата на потребните количини, внесување на потребни количини на витамин К, во зависност од возраста, понатаму предшколското дете секако со исхраната. Понатаму има употреба на витамин К зависност од доколку една индивидуа е болна, значи со перорална апликација на витамин К или парентерална во зависност од состојбата на таа индивидуа. Да, во секој случај, нас акцентот ни е ставен на новороденчињата. Тој период кога е многу значаен витаминот К за нивниот организам и секако потребата која што тие имаат овој витамин К. Така, во врска со денешната тема и за новороденечката возраст треба да кажеме неколку значени моменти. Првин, количината на витамин К во новороденечкиот организам. Значи, новороденчето кое се раѓа има само 5 до 25% витамин К во својот организам од количината на витамин К кај возрасен човек. Понатаму, внесувањето на витамин К преку мајчиното млеко или преку млекото воопшто кое го користи, е лимитирано затоа што ресорбцијата е лимитирана, бидејќи витамин К се ресорбира, рековме, во услови на присуство на масти, жолчни соли, киселини, панкреасни ензими. Количината на овие ензими е намалена во овој временски период, бидејќи нивната секреција е намалена, па постои една физиолошка стеатореја и внесеното количество на витамин К помалку се апсорбира. Во однос на витамин К кој се продуцира во цревата на новороденчето од страна на присутни бактерии, треба да кажеме дека и не сите бактерии се подеднакво способни да синтетизираат витамин К. Новороденче кој е на исхрана со мајчино млеко, во цревната флора превладуваат лактобацили и псеудомонас бактерии кои помалку продуцираат витамин К во однос на другите бактерии, во однос на бактерии кои превладуваат во бактериска флора во црева на новороденче кој е исхрана со кравско млеко. Сите овие физиолошки состојби го ставаат новороденчето во една позиција на зголемен ризик од крварење баш поради дефицит на витамин К, намалено внесување, намалена апсорбција, кое крварење за жал може во некои состојби, во некои случаи да биде и фатално во оваа возраст. Да, значи тие се проблемите кои што може да се настанат од недоволен внес на витамин К во организмот на новороденчето. Секако тука ќе ги отвориме и телефонските линии за гледачите кои што сакаат да го искористат присуството на доктор Александра Ѓорѓевиќ, специјалист педијатар од првата приватна општа болница Ре Медика. Зборуваме за витаминот К и неговото значење за организмот на човекот, пред се секако кај новороденчињата, начинот на кој што секако треба да се внесува доволната и потребната дневна доза секако од витамин К, каде најчесто го има и многу други прашања. Секако доколку вие имате некое прашање, може да се вклучите во рамки на нашиот разговор. Доктор Ѓорѓевиќ е расположена да даде одговори на вашите прашања. Сигурно дека родителите имаат многу прашања и многу дилеми кога станува збор за внесот на витамин К, па кои се најчестите проблеми со кои што тие се соочуваат, се поврзани со витаминот К?
Значи, дефицит на витамин К се отчитува како склоност кон крварење. Во зависност кога се јавува ова крварење, може да се манифестира, разликуваме три клинички облици. Значи, рано крварење, кое се јавува првите 24 часа после раѓање, понатаму класичен облик на крварење кое се јавува во тек на првата недела и после првата недела до 12-та недела кој е касен облик на крварење. Раното крварење, реков, се јавува во првите 24 часа после раѓање. Најчесто се јавува кај новороденчиња чии мајки имале потреба во тек на бременоста да примаат антибиотска терапија, поготово цефалоспорински антибиотици, понатаму антиконвулзиви и антикоагуланси. Може да се презентира како кефалхематом, значи тоа е овална, еластична творба која се наоѓа на помеѓу коските на черепот и во сврзивното ткиво. Таа спонтано поминува во тек на 2 до 12 недели. Понатаму може да се јави како крварење од гастроинтестинален тракт, крварење од носе, од интракранијално крварење. И во следи крварење во тек на првата недела, класичен облик кој е застапен кај едно новороденче на 200 до 400 со таа инциденца и може да се јави да се презентира како крварење од папче, крварење од носе, гастроинтестинално крварење, исто интракранијално крварење, крварење од по кожа, а касен облик на крварење се јавува како нагло гастроинтестинално крварење, крварење после интрамускуларни инекции, после операција, циркумцизија и интракранијално крварење. Во однос на, да кажеме нешто во однос на диагностиката на самиот дефицит, Дали симптоми кои што јавуваат недостаток на витаминот К? Значи, новороденче со недостиг на витамин К и склоност кон крварење е во релативно добра општа состојба, така да не може нешто да ни наговести дека ќе настане крварењето. За поставување на диагноза се користиме со анамнестички податоци добиени од родителот за самиот тек на раѓање, за начинот на исхраната. Исто така имаме увид во самата документација од текот на бременоста и од раѓањето за постојање на ризик фактори. Понатаму на база диагнозата ја поставуваме на база на клиничката слика, значи гледаме пред нас едно витално новороденче, но секако зависност од интензитетот на крварењето можеме да имаме и различна поинаква симптоматологија. Лабораториски исследувања кои ги спроведуваме, тоа е основно една крвна слика за пратиме бројот на тромбоцити, на хематокритот, фибриногенот не е нормален, во однос на протромбинското време тоа е продолжено, парцијално тромбопластинско време кое може во почеток да биде нормално, потоа продолжено и фактори на коагулација кои се намалени. Пред се протромбин, фактор 7, 9, 10, да кажеме во однос на фактори на коагулација, протромбинот како протеин со најкраток полуживот, неговото скратување ни е прв показател за дефицит на витамин К. Понатаму терапискиот пристап би бил во зависност од интензитет на крварење и самата локација на крварењето. Секако се оди со субституција со витамин К, а во состојби каде што е поинтензивно крварење се пристапува кон борба против шокова состојба за стабилизирање на витални параметри, во кои спаѓа и апликација секако на плазма и витамин К. Да. Во секој случај важен е веројатно и самиот процес на водење на бременоста на мајката. Како тука може да се превенира? Постојат ли начини, препораки како бремената жена да води бременоста поврзано со витаминот К и неговото присуство? Па постојат некои препораки. Пред се Американската академија за педиатрија препорачува да една бремена жена, поготово жена која прима антиконвулзивна терапија, да во месец дена пред термин за раѓање се консумира, значи по 10 мг витамин К перос секојдневно или пак 20 дена пред термин за раѓање по 20 мг.
Понатаму тоа се сите жени со ризична бременост, бремени жени кои примаат антикоагулантна терапија, да во 24 часа пред раѓање примаат 10 милиграми витамин К парентерално, а секако во однос на жени кои дојат да преку употреба на перорална употреба на витамин К, кои секако по 5 милиграми дневно, например нашите жени секако со употреба на поливитамински препарати ја прават таа превенција. Како се следи понатаму состојбата на новороденчето во однос на присуството на витамин К? Во однос на витамин К, во 1961 година Американската академија за педиатрија прв пат ги дава првите препораки за профилактична употреба на витамин К. Тогаш сознанијата биле такви да болеста самата состојба се нарекувала хеморагична болест кај новороденче. Покасно, со стекнување на нови знаења и искуства, самиот термин хеморагична болест кај новороденче не се врзува за крварењето и за витамин К само кај новороденче, бидејќи оваа кондиција постои и во поголема возраст. И стекнува назив како крварење поради дефицит на витамин К. Во 70-тите години започнува профилакса во Македонија преку употреба на витамин К во породилишта, така да се нашите протоколи се во согласно со препораките на Европско здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриционизам, и кај секое новородено уште во породилиште во првите сати се дава по 1 милиграм витамин К, а кај ризичните новородинчиња се спроведува и после 8-миот ден од страна на родителите во домашни услови преку перорално давање на витамин К. На нашето тржиште постојат повеќе фармацеутски куќи кои имаат повеќе препарати во вид на твистов капсули кои содржат покрај витамин К, витамин Д, комбиниран препарат од 25 милиграми витамин К со 400 интернационални единици витамин Д, кои секојдневно го спроведуваат родителите преку давање на новороденчиња. Реков кај ризични новороденчиња, значи не кај секои. За ризични новороденчиња ги сметаме сите предвремено родени новороденчиња или со интраутерина ретардација за останување во растот. Понатаму новороденчиња со потешкоти во раѓање со една асфиксија, со меконијална аспирација. Во ризични новороденчиња спаѓаат и новородени кои се исклучиво на исхрана со мајчино млеко или пак со мајчино млеко и бар 2 оброка со млечна формула. Новороденчиња кои блюцкаат, значи повраќаат, кај нив исто се спроведува, спаѓаат во група на ризични новороденчиња. Понатаму новороденчиња од мајки, реков, кои примале антиконвулзивна терапија, кои примале антибиотици, исто така се дава кај доенчиња кои имаат хронични болести, кои се на тотална парентерална исхрана, една холестаза, цистична фиброза и друго. Во секој случај, постојано мора да се биде во комуникација со педијатрот од самиот почеток на доаѓање на свет на новороденчето. Вие сте тука да ги дадете препораките, веројатно не многу и не секогаш родителите знаат што да прават и што е она што ги очекува во текот на првите денови од животот на нивното новороденче. Па колку се слободни да прашуваат, колку сакаат, знаат што е она што треба да го понудат и да го дадат на своето новороденче и колку пред се ги слушаат вашите препораки и совети. Па во нашата болница имаме извонредна комуникација со родителите. Пред се имаат информации преку претходно советување, пред раѓање, во тек на самиот на после раѓање и во тек на престојот после раѓање во нашето породилиште. Слободни се и спроведуваме комуникација, советување, како и пред испис се разговара со родителите, им се кажува за превентивните мерки, отворени се постојано телефонски линии 24 часа за да добијат совет за било кои промени, дали е во врска со хеморагија, дали е во врска со доење, на било која тема, и постојано сме во контакт со нашите пациенти со телефони.
Да. А секако тука се отворени и нашите телефонски линии за гледачите кои што сакаат да се вклучат во рамки на нашиот разговор. Значењето секако на витаминот К во нашиот организам, особено секако кај новороденчињата, е темата на која што разговараме со доктор Александра Ѓурѓевиќ, специјалист педијатар од првата приватна општа болница Ре Медика. Во секој случај, ете, за мене можеби не така познато како жена која што не се остварила како мајка, но верувам дека и пред завршувањето и планирањето на бременоста се информираат за значењето и како понатаму секако треба да се води овој пат и да се добијат потребните секако препораки и витамини за еден правилен и раст и развој на новороденчето. Витаминот К како еден можеби од најзначајните во овој период е особено значаен за новороденчето и секако за неговиот правилен раст и развој, што доколку се изостане суплементацијата и додавањето на витаминот К во организмот на новороденчето. Кои се проблемите со кои што најчесто може да се соочат и да се јават? Крварењето кое што го кажете. Пред се крварењето, рековме дека крварењето е тој ризик фактор кој постои при дефицит на витамин К. Рековме дека и кај новороденчиња кои не се ризични, може да се јави такво крварење, бидејќи неговата апсорбција на внесениот витамин К преку млеко, преку исхрана секогаш е варијабилна и непозната, како и неговата продукција од страна на цревната флора, бактериите во цревната флора. Тоа е во врска со витаминот К, значи едно крварење кое секогаш представува ризик фактор и може да се презентира со различен интензитет. Реков од крварење од папче, кое е релативно побанално и не ги вознемирува толку родителите, до дискретно крварење, до фатално искрварување. Диференцијално диагностички, значи кога еден родител ќе се јави или ќе дојде со таков проблем, доаѓаат во обзир повеќе кондиции, па ако се јави, например, едно повраќање со присут на хематинско повраќање, секако дека доаѓа во обзир ингестија или инхалирање на крв од родилни патишта, доколку тоа раѓање се јави во првите 24 часа, не се работи за дефицит на витамин К, туку ингестија при поминување на новороденче од родилни патишта кај мајка. Понатаму може да дојде во предвид и голтање на мајчина крв од рагади на тојки, доколку тоа новороденче е на доење, или пак ако е во нешто по-голема возраст, односно да е во состојба да сме во позиција да се коригира поради анемија, да се коригира анемија со препарати од железо. Потемна столица кај родителите знае да ги вознемири, да се помисли дека секогаш е присатна крв во столицата, во тој случај се работи за количина на железо која не е абсорбирана од самиот препарат, од терапија. Може да дојде во предвид и исхрана, доколку се користи цвекло, боровница во исхраната, тоа веќе се работи не за новороденчка, за дојнечка, покасна дојнечка возраст, но секако и дека се работи за еден ерозивен езофагит, гастрит, улкус или пак една вироза која оди со интензивна кашлица, понатаму ингестија на брснати капилари од нос во тек на некоја инфекција, или пак по-сериозни морбус Хрон, Ходжкин, морбус Хрон, понатаму анални фисури може да дојдат, хемороиди со присуство на крв во столица. Секако диференцијално диагностички доаѓаат во обзир и тромбоцитопенија во новороденечка возраст, понатаму вроден дефицит на фактори на коагулација, дисеминирана интраваскуларна коагулација или пак болести на црн дроб. Сите од овие патологии како имаат свој начин, своја клиничка презентација, диагностика, значи промени во лабораториските исследувања и клиничката слика секако. Да, верувам будно ги следат родителите своите новороденчиња и секако, како што кажавте, вие сте достапни секогаш за нивните прашања и одговори, се со цел секако да се сочува и да се развие детето во новороденчето во здраво дете кое што понатаму секако нормално ќе расте и ќе се развива. Докторке, ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас на оваа тема. Верувам дека имаме можност и понатаму да се видиме, секако ви имате една убава работа и ве очекуваат вашите пациенти. Веќе по завршувањето на емисијата се враќате на своето работно место, каде што, како што кажавте, е секогаш убаво, затоа што секојдневно ви пристигнуваат нови новороденчиња. Така, благодарам за поканата за учеството. Чест ми беше да присуствувам ова утро во вашата емисија.
Драги гледачи, ете тоа беше се за денешното издание на Македонија. Денес го заокружуваме денешното дружење со доктор Александра Ѓорѓевиќ, специјалист педијатар од првата приватна општа болница Ремедика, која што секогаш може да ја побарате доколку сакате да добиете некој одговор поврзан секако со негата на новороденчињата.